министрот сега го зборува дека во сегашните измени ќе се прави само измена во делот на овозможување на извоз на цвет. Ние немаме проблем со таа измена, но сметаме дека во пакет со таа измена треба да додат и други измени во смисла на овозможување на поголем пристап на пациентите до поквалитетни различни видови на препарати, зголемување на листата за која што може да се користи канабисот како третман, зголемување односно проширување на можноста и лекари од приватна пракса да може да го прават тоа. Сегашниот закон предвидува само лекари од јавно здравство. Значи тоа е едниот аспект. Другиот аспект кој што го проблематизиравме низ годините, посебно во периодот кога за прв пат се направи легализација на канабисот за медицинска употреба, паралелно со тоа одеше процес на засилена криминализација на оние кои што одгледуваат по стебло 2 за лична употреба, најчесто И за... факт е дека е така. Секој ден слушаме соопштенија од МВР за фатени прекршители според актуелните законски решенија. И сега сметаме дека таквата ситуација не е фер. Се овозможува на производителите на мокните правни лица да произведуваат, да извезуваат и од тоа да прават профит. Несомнено тоа е интерес на државата и немаме проблем со тоа, но од друга страна сме против да луѓе одговараат кривично за одгледување или поседување за некоја мала количина за лична употреба. Добрите пракси во светот покажуваат дека легализацијата за медицински цели треба да оди паралелно со генералната легализација за рекреативни цели, само така може вистински импакт да се направи врз подобрување на јавното здравје. На тој начин ќе се дестигматизира билката, ќе се дестигматизира и ќе се користи и за медицински цели, а ќе се регулира начинот на употреба за рекреативни. Дали добро